ми ќе се наути, ако му задоцнете. Ќе одиме, де баба, ќе одиме. Ајде. Само сакаме први нешто да те прашаме. Да ме прашате, што сега ќе ме прашувате кога сте тргнале на работа, ќе ме прашувате. Ќе ме прашате вечер, ќе ме прашате утре. Сега нема што да ме прашувате. Тоа. И ние тоа. Секој ден си велиме, те денес ќе те прашаме, те утре, те задутре, ама сетики еднаш треба да те прашаме. Не треба да сум многу умна за да се сетам што сакате да ме прашате. За татко. Големи сте, пораснавте. Знаев дека ќе дојде денот кога ќе ме прашате. Не задеваат во селото. Дека татко бил најголемиот арамија. Сакаме да знаеме дали е тоа вистина или само онака си зборуваат селаните. За тоа ќе биде наерно вие да го прашате Чичкови. Ама веќе еднаш го прашавме, бабо. И тој ни вели оти е најарно ништо да не знаеме за тоа. Убаво ви кажал. Убаво. Најубаво е така ништо да не знаете за тоа. Ајде сега, ајде. Одите, па вечер ќе ми кажете што било, како било. Одите, ајде. Јај се, кажете ми, зошто ме викнавте? Тројцата ли ќе ги пасеме овците, а? За друго те викнавме, Стрико. Сакаме нешто да те прашаме. Прашај. Еднаш веќе те прашавме, ама тогаш ни кажа дека сме биле се уште млади, да знаеме, треба да помине време. Помина доволно време од тогаш. Сега сме веќе големи и сакаме да знаеме дали е вистина тоа дека ти и татко сте биле најголемите арами. Па така зборуваат по село Чичко, а сакаме да знаеме вистина ли е тоа или не. Ако е вистина, тогаш и ние сакаме да станеме арами. Сакаме. Абре, деца. Вие мислите дека тоа е лесен занает, а? Са навистина некојаш и ќе дрпнеш нешто, ама кој ќе треба да бегаш и да се криеш, може со денови ништо да немаш за јадење. Сега, за јадење. Видиме како сум Чичко, видиме целиот сум слаб, шмукнат. И трпе ме викат и можам да трпам, можам цел ден да трпам и два ако треба. Сакаш да пробаш? Сакам. Арно, ајде Митре, земи ја торбата со јадењето, а него ќе го оставиме така без јадење до вечер. Па ќе видиме дали може да издржи без јадење или не може да издржи. Ајде. Бидува. Земи ја. Земи ја, бидува. Сега ќе видам што ќе направи. Ќе му однесам јадење, ќе му го обесам пред носот што се вели, па ако успее да го земе, ќе го биде за арамија. Тука си, а? Тука. А што бараш овде? Во воденицава? 10 години капка вода овде не потека? Во воденици, што бараш? Се криеш од некого? Не, мори мајко, од кога ќе се крие? И слушај. Вистина ли е тоа што ми го кажа Митре? Кое? Слушај. Не ги гледав од малечки без мајка и без татко. Татко им млад остана без глава. Мајка им отиде по него од тага и од срам. Не, мори мајко, немам таква намера. Само сакам да видам дали се умни, снаодливи. А и тие да видат дека овој занает не е убав занает. Не греши си ја душата. Немој да ги учиш по тие патишта да одат. Премногу гревојам на душа. За рушта да се земам. И што ќе ти е торбата? Како што ќе ми е? Ќе дам на нива, си земав тоа јадење. А секогаш јас јадење на нива ви носам. Сега сам си зеде. Што ако? Запамети што ти кажав? Се запамети. Цел живот само тоа го слушам.
Ай, ќе умрам за јадење. Ми се јади, та ми се лај. Еј, овчички, овчички, биде, треба да почнам со вас да пасам. А вие си пасите, гајле си немате, а? А да подседнам малу, а? Велким ќе ми помине гладот. Ај. Ај. Еј. Торба. Торба. А може има и нешто за јадење внатре? А? Кој ставил торба толку високо? Ај, малака ќе паднам, ќе си ја скршам главата. Ќе си одам дома. Ќе си ги земам овчичкине и ќе си одам дома. Па ми се јади! Шо е, бе? Се врати. Оти? Оти ми се јаде, оти. Па и не е толку рано, а? А овците кај ти се? Овците ги затворив трло, ги напасив, ги напоив, не бери гајле. И ова чичко, и... Слушај, јас не сакам да бидам арамија. Не ме бива за тоа. Види, јас можам пак да се обидам, ама да имам јадење со мене, а? Бе, Лучко, бе, не е само јадењето. Сега му е ред на брат. Утре тој ќе оди со овците и ќе видиме дали тој ќе издржи цел ден без јадење. И чичко, види, ќе те молам, не му кажувај на ова на бате за ова. Оти, тој може да ми се смее и на друзи да каже, а? Не бери, гајле, оваа работа не е за кажување. Ој, даде се, ајде. Одма. Оди, ајде. Деца. Торба. Кој оставил торба на дрвото? Што ми ја закачил толку високо, значи има нешто вредно во неа. Баш да видам. Што не го снимам? Скокам како некој зајеб. Јадење. Некој оставил јадење во торбата. Ке си касна, многу ми е гаља ако некој остане гладен. Колку сум гладен. Да, наредно ми дојде на душичка, да. А мене ме без страх да се качам толку високо. Јас си нешто друго се сетив. Ако не ја видев торбата, тогаш ќе фатев ќе измолзев една овца, ќе се напиев од млекото и ќе се заситам. Тебе, Митре, ти фаќа умота и нема страф. Тебе те бидува. Ако е така, од утре јас и ти, Стрико, го фаќаме твојот стар занет, а? Прво да вечераме, а утре ќе ми ти кажам некои работи што треба да ги запаметиш. Ајде, бегувайте. Бате, сега ти ќе бидеш арами, еј. Јадењето. Ајде, сине, и внимавај.
Сам си денеска со овците, а големо стадо е. Деба, па не сум дете и помали од мене пасат овци Така. сами, а јас сум голем, веќе 17 години ги навршив. Ајде. Така е. А брат ти и чичко ти каде са? На голем батанива отидоа, нешто имаат работа и... Ама што бара таму? Не знам, бабо, мене ништо не ми кажуваат, ајде, треба стадо сум ги ајде. На големата нива. Таму нема ништо работа. Ниту ми кажа јадење да им однесам, ниту каде да го однесам. На големата нива. Тоа пат ти реков и пат ќе ти кажам. Тоа што си го наумил да го правиш, не треба да го правиш. Само сакам да знам дали ме била. Дали можам да го работам тоа што сте го правеле ти и татко. Добро бе, внучко. Ќе појдеме в планина, ќе направиме една заседа. Таму поминуваат многу трговци што продаваат, луѓе што купуваат, поодни се со пари. Нив најлесно. Не. Шо? Не сакам така да ограбувам луѓе со пушки, со пиштолки. Не сакам така. И како сакаш? Сакам да одам в град. Со Итрина сакам да земам Чичо со Итрина. Разбираш? Абе, каков град бе, внучко бе? Абе, в град може глатав ти летне бе. Абе, таму има многу луѓе, многу жандари. Јас и татко ти никогаш в град не сме правиле рамилак, никогаш. Само еднаш. Само сега. Те молам, Чичо. Само еднаш? Само еднаш. Добро. Само еднаш и никогаш повеќе. Разбра? Разбрав бе, Чичо. И ке видиш што сум наумил. Сега ке видиш како ќе му ги зјам сите опинци на опинча. Ајде да видам. Гледај се. Ајде гледам. Помагајте, луѓе! Гори куќата на опинзорот, луѓе! Куќата се запали, луѓе! Помагајте, бре, луѓе! Луѓе, помагајте! Куќата гори, бе! Куќата гори на опинзорот! Каде е опинзорот, бе? Николата куќа гори, бе! Се запали, бе, се има! Луѓе, помагајте! Куќата гори, бе! Не ова куќата, бе, не тука! Куќата! Куќата, бе, не тука! Луѓе, помагајте! Помагајте, луѓе! Помагајте! Луѓе, помагајте! Помагајте! Ајде бе, Чичо бе! Чичо бе, побрзо бе, Чичо бе! Луѓе, побрзо! Што е бе, Чичо, а? Видели сега дека и во градот не било тешко, а? Не било тешко. Абе, ќе умрев од страх, бе. Абе, душата низ нос ке ми излезеше додека бегавме. Си остарел, Чичо, си остарел. Кажи ми сега, што ќе правиме со Опинцио и со другото украдено, а? Како што ќе правиме? Па, ќе ги продадеме. Ќе ги продадеме во некое друго место. Така е. Само ќе треба да почекаме некое време, да се подзаборави малку на кражбата. И после лесно ќе продадеме се. Види го ти него, бе. Бе, види го ти него, бе. Ти ќе бидеш поголема рамја и од мене и од татко ти, бе. Види? Доаѓа некој и води овца. Ајде да му ја земеме овцата. Слушај, јас ќе одам зад него, ќе го акнам со еден камен по глава, а ти за тоа време ќе му ја земе... Ти одма со акнуење, со отепување. Ти речков, не сакам со отепување, сакам со Итрина да му ја земам, разбираш? Оди, скри се зад каменов, а јас ќе одам, ти гледаш што ќе направам. Ајде, добрзо.
Ej, опинок. Кој си го изгуби, како не го изгуби другиот, да си се сторам со опинци, тој еден ништо не прави. Ти го најдеш, не ти манка. Чекай, ти тука ке ме чекаш, оди мамо. Ти ме чекаш, дидам јас да го земам другиот. Така ке се сторам со нови опинци. Така. Tu го останав без овца за едни смрдливи опинци. Чорбаджијата жив ке ме оден. Ке морам да одам до дома да земам друга овца. Кри, дека! Не. О, Господи! Господи Боже! Слушај, ајде да си одиме дома, доста е за денеска. Ајде. А, не, чекај. Ке почекаме да се врати овој пријателот. Ке му ја земеме и другата овца. Се имам смислено. Абе, ти си бил роден на Рамија, бе. Од кај го научи се ова? Во крвта ми е. Од татка. Еве го доаѓа. Сокри се. Оле, кај си заплаваш. Да знаеш кај те ова треба да е белка. Белка е тоа. Види ти тука. Одам јас да ја најдам белка. Кај си? Каде се мои и ти ми отиде? Каде? Ето, Господи Боже. Ето, дури сега чорбаджијата ќе ме удари, жив ќе ме удари. Што да правим? Ништо, нема друго чаре да одам дома по друга овца. А оти веќе и време да помине. Сега цело стадо да блеje нема да застанам. О, Господи Боже. Лучко, ако е заед да останеш, ајде да си одиме. А, нема одем. Ке му ја земам и ова. Седи тука и гледај. Абе, си го губиме времето, бре. Абе, слушта што рече? Цело стадо да му блее, нема да застане. И што ќе правиме со толку овци? Ке ги однесам на пазар и ке ги продадам. Ке земам убава пара. Што преш, бе? Еве го иде. Кри се. Кај се запнала? Побрза од конјоци. На коленје, така ли се брза? Милата моја, да знаеш дека си трета. Стој! Своја да закон. Каде си задоцнил, бе, ѓаур? Екмек пезевенк, ѓурун ти калдрма, а? Што рече? Те прашувам каде си задоцнил на турски, бе? Тргнав јас уште од изутина, носам овца за бегот, чорбаджијата. За бегот, а? Да, јас тргнав уште од Сабајле, арно ама... Бегот мене ме прати овде. Ми рече, оди види што стана со овцата, оти, ако те фатам, ке те одерам и тебе и тој што требаше да ја донесе овцата. Ама еве, ја носам, еве. Ја носиш, а? Да. Да тргнеше на време, немаше досега да чека бегот и да ме праќа мене, јас да ја носам овцата. Дај вам овцата. Дај. Оди земај друга, оти за казна бара 2 бегот. Оди, ајде, не ме гледај. Уште една? Уште една. Ајде, ајде. Ајде, не ме гледај, бегот чека. Ајде, оди, ајде, оди. А, бре, ѓаури, бре. Јас знаев дека не сте на нива. Уште кога те најдов во воденицата долу тебе. Торбата, јас со јадење сам ти си носам на нива. Знаев. Само едно не верував, синко. Не верував дека ќе го учиш на твојот занет. Не го учам јас него, туку тој мене. Нели ти кажав шо се не направи во еден ден. И овци, и опинци, и... Јас да бев,
Ќе умре после срава. И бате, сега ти ќе видиш неголемиот Арамија, а? Види го. А ако те фатат? Јас нешто друго имам на ум. Значи, сакам за ова баба да ми помогне. Сакам да одиш кај царот. Кај царот. Царот! Да, кај него. Не сакам јас да одам, не сакам Чичко да оди. Јас не одам. Тебе не те ни прекам. Сакам баба да оди. Друго е кога ќе отиде некоја баба и кога ќе каже некои работи кои што тешко е да се кажат, а не пак да се поверуваат. Ме разбираш? И што да му кажам? Дека мојот внук е Арамија, ма ќе те обесат, синко, ќе те обесат. Бате, слушај, немој, не играј си, оти може... А? Така е, не играше со оган. Не. Нема да каже дека сум Арамија, јас и не сум Арамија. Овците ги вратив. Опинците му ги вратив на опинчарот. Ги врати, така? И на двајцата им кажав дека работите сум ги нашол по патот. Никој не знае дека јас сум Арамија, така? И што да правам јас, што да му кажам јас на царот? Вистината, бабо, вистината. Ке му кажеш поред се како и што било. А царот има царски ум и ке разбере зошто сум те пратил тебе. Ке свати дека сум умен, а на него умни луѓе и му требаат. Ке види дека имам ум на Арамија, а само таков ум може да ги фати арамиите. Ме разбирате сега? Чекај. Сакаш да ми кажеш дека сакаш да се главиш како советник кај царот, а? Така е, стрико. Така ќе има еден Арамија помалку, а ќе има и кој да му помага да ги фати арамиите. Јас да одам кај царот. Ама ваква, дали ќе ме пушта таму да влезам по Никој него? нема да те врати, бабо. Да се придотерам малку, а? Придотерај се. Царот е умен и добар човек. Ќе кажеш дека си на голема мака и ќе те пушти. Аха. Сакам уште утре изутрина да поидиш кај царот. Сама си? Не си со стражари? Добре, беше кај царот. Што ти кажа? Нема да го затворат и Абе чекај, кажувај побргу оти ќе умреме од страх. Ајде. Те молам, кажувај. Ако замолчите, може и ќе можам да ви кажам, седнете. Седнете. Седи ти. Не можам да ви кажам. Ајде кажи. Полека. Бев кај цар. И? Му кажав се како што ми рече. И нема да те затвори. И нема да те обеси. Ама сега за сега. Затоа што вака ми рече. Ако внук ти е толку умен, јас ќе му дадам една задача. Утре, на мостот во планината, оној малиот дрвениот, Горе, да. ќе има златница. Ти треба да отидеш таму, да поминеш по мостот, да земеш од златниците, а од другата страна ќе има стражари што ќе те гледаат. Стражарите да не те видат и никој да не те види, а ти да земеш. А ако го направиш тоа, ќе му бидеш тоа што рече Советник. тоа. А ако не? А ако не, ќе ти летне глава. А ете, тата ми рече. Добар бе. Добар. Да ве прашам нешто. А патот за Чифлик, знаете ли каде? Гледај кај газиш, бе, јаур. Прости, ефенди, Патот прости, за не Чифлик, видов. кај бил? Не видов. Гледај кај газиш. Ајде, тамо. Да, таму? Тамо, ајде. Ја мислев на другата страна. Ма горе на долу. Гледај бе. 4,
8 беа само 4. Ој ѓаволот 4 не земал, виде? Ај, ма... Овие ли златници ги вадат? Да. И како го направи ова, а? Цело време гледавме во тебе, кога се наведна? Тоа не можам секому да го кажам. Тоа можам само на царот да му го кажам. Така. Ајде, носете ме кај него, договорено е со него. Па добро. Ајде тоа. Ајде.